И подготовката за летниот одмор е сериозен предизвик за сите родители, бидејќи темелна подготовка значи дека прво треба да спакуваме се што е неопходно за детето, а тоа во облека значи пакување на облека за сите 4 годишни времења, а веднаш потоа и патната аптека за, не дај Боже што би кажала, но сето оно што е неопходно се разбира во случај и на изгореници, и на убот од инсекти, но и на температури. Што е неопходно се да понесеме со себе на летниот одмор, кога патуваме со дете се разбира, е тема на која што разговараме ова утро со педијатарот Ангелчо Антоновски. Добро утро, доктор, и добре ни дојдовте. Добро утро, благодарам. Ајде ќе започнеме со првиот чекор во патувањето. Голем дел од граѓаните патуваат со автомобили на подолги релации, тоа значи неколку часовно патување кое што детето треба да го издржи. И ние како возрастни, но за детето е посериозен предизвик. Што треба да имаме со себе на подолго патување? Првично, треба најповеќе да се внимава на температурите. Температурните разлики, поготово во возилото кога се патува. А првиот момент на целата, како да кажеме, на состојба на таков кревок организам е дехидрацијата, односно рехидрацијата во овој момент, бидејќи детето навистина треба да биде со течности, ако патуваме подолго треба се прават почести паузи, зависно од возраста на детето, и најбитно е постојано, нели, покрај течностите, ние со тоа дете да на некој начин ја одржуваме климата во возилото соодветна на некоја си, да кажеме, пристапна температура на која што самото тело, односно самата кожа нема да вапоризира, односно нема да губи ниту течности, ниту електролити. Така да рехидрацијата, односно дехидрацијата на тој организам кревок млад треба да биде постојано наша грижа. Она што е многу битно во тој период кога ние ќе пристигнеме на едно одредиште е навистина да се внимава дали тоа детенце, зависно нормално од самата возраст, како што рековме на самиот старт, е да тоа детенце постојано биде со некоја си капче, некоја си заштита од сонцето, бидејќи знаеме дека УВ зраците постојано можеме сега да ги следиме по нашите смартфони, да видиме дека УВ-то е многу високо, треба да внимаваме буквално првично на кожата, тоаш на главчето и така натаму, односно на целиот организам, бидејќи и кожата представува еден најголем орган во нашето тело, а поготово кога станува збор за дечињата. И ќе продискутираме за се во детали. Ќе споменам храната. Многу често родителите носат храна за своите деца, што бидејќи се плашиме дека нема да ја јадат храната оному каде што патуваме, што заради тоа што нели се навикнати на домашната. Колку треба да внимаваме на транспортот на храната? Задолжително да се внимава на транспортот на храната, поготово на храна која што треба и термички да биде обработена. Ние не говориме за овошјето и зеленчуците кои што навистина може нели во самиот период кога се тие подготвени, ладно подготвени на некој начин, да може да ги извадиме и да ги даде на детето да ги конзумира. Збориме за оние храни кои што треба да бидат термички. Поготово треба да се внимава на протеинската исхрана, односно на јајцата и останатите месни продукти, кои што навистина ние во некоја си обкружување мораме да носиме поради детето бидејќи сака да јаде, но треба да внимаваме затоа зашто сега е то баш буквално подлога за развивање на многу бактерии кои што навистина може да предизвикаат сериозни стомачни проблеми кај нашите деца. Не говорам само од типот на вирози, туку баш од бактериози кои што знаеме дека покрај појавата на салмонелозата, кој што е најчеста нели во овој период, можеме да кажеме дека навистина треба да се внимава дека тоа е едно тешко заболување кое што може да се појави кај нашето дете и да предизвика тешки проблеми, па дури на некој начин некој пат и враќање од одмор. Родителите кои што имаат бебенца во своето семејство, во недоумица се дали море, односно водена површина или пак планина е совршениот избор за првиот летен одмор. Што препорачувате? Јас би рекол дека тоа е индивидуален пристап, треба навистина само родителите да се внимателни. Високите температури некој пат и ги плашат самите родители кои што навистина немаат искуство одредено како да бидат подготвени. Тука сме ние да дадеме и како лекари, како стручни лица една препорака дека било која дестинација да ја одберат, навистина само треба да внимаваат на сите оние препораки кои што ги даваме ние како лекарите. Ги споменуваме во текот на целото време кое што трае овој период, кој што навистина е ризичен. Затоа и треба да бидеме внимателни, поготово за бебињата. Значи, изложувањето на високите температури спомнавме каде треба да се внимава, односно на дехидратација на тој млад организам
Исто така на изгореници, кои што може да бидат предизвикани, бидејќи знаеме дека и радицијата од самата светлина и одбивањето на светлината, значи без разлика дали се на море или на планина, имаме високо УВ и може да биде зафатена кожата. Таму препорачуваме користење на заштитни средства за кожата, кои што навистина треба да бидат и со доста висок фактор на заштита, односно временски да може да потраат подолго, ќе бидат втриени во нашата кожа. Така да родителите треба да бидат внимателни, постојано да имат до себе средства со кои што ќе го рехидрираат своето детенце и да не го изложуваат директно на сончева светлина. Доволно ли е мајчиното млеко само за хидрирање на организмот? Ајде вака, кај бебенцата јас ќе кажам дека навистина е доволно мајчиното млеко, но постојано треба да биде тоа детенце на некој начин на дојката ставено, за да тоа се рехидрира. Тој само ќе покаже преку плач и преку она сето што го манифестира, ќе се примети дека тоа детенце бара течности во својот организам. Во овој случај кај малите бебиња навистина тоа е млекото. Да не одиме у оние на некој начин приказки дека во одреден временски период може да се биде да се даде и чајче и вода и така над. Не, се знае дека мајчиното млеко во стартот на развојот на едно бебенце мора да биде приоритетна исхрана. Ги споменавте кремите со заштитен фактор и тоа е нешто без што не се тргнува на одмор, но во последно време не се тргнува на одмор и без креми за заштита од води од инсекти. Што се ни е потребно да носиме во нашата патна аптека во поглед на медицински средства? Ајде ќе почнеме од старт. Кога ги спомнавте убодите за инсекти, се дигна пред извесен период еден аларм во нашата држава дека постоењето на одредени инсекти кои што досега не биле на некој начин толку застапени во нашата држава, иако постоеле, се појавија доста нормално. Тоа е резултат на високите температури, резултат на големиот транспорт, бидејќи навистина секој кој што патува и кој што транспортира сите тие инсекти може да ги донесе во нашата држава. Ќе кажам дека треба да се внимава, треба да бидеме заштитени на тие одредени површини кај што и не треба да се изложуваме, да се шетаме на отворена шума во некои затворени простори, на оние места каде што е изложеност на инсекти, треба да бидеме внимателни, па и поготово и на змиите кои што се доста чести, самите тие излегува поради високите температури. Ќе кажам внимателноста пред се. Убодот од инсекти е навистина многу голема траума за родителите. Убодот за инсекти од инсекти зависно дали е тоа од пајак, од комарец, од оса, од пчела и така натаму навистина се манифестира зависно од детето, зависно од неговиот алерген момент кој што го поседува во себе си. Манифестацијата може би некој пат никаква, минимална, а може да биде и многу бурна. Самиот те убоди кои што зависно на кој дел од телото се случуваат, обично родителите паничат кога тие убоди се околу пределот на очите, образите, ушите и така натаму. Значи, првично треба да имаме антихистаминик во нас. Исто така треба да имаме и антихистамини во вид на крема, на местото на убодот, апликацијата на местото на убод. Само за кратко, ќе ги спомнам дека тука ни се потребни, ги користиме. Фенистилот, синопенот, порано беше фенерганот, сега веќе го нема, не можеме да го најдеме. Тие такви средства кои што се антихистаминици, кои што треба да се аплицираат на лице место во моментот на убодот. За да не дојде до поголема реакција, како кожна, така и системска реакција, бидејќи зависно од тоа не знаеме какво дете и каков алергичен атопичар. Треба ли да се изложуваат на сонце децата кои што се мачкаат со вака? Не, значи зависно од кремата, сега нормално дека модерната медицина напредува, фармацијата напредува, одредени креми како што е фенистилот, тоа е гел форма, може да биде изложен на сонце, но треба да бидеме внимателни, а дорека на другите внатре во препораката стои дека поготово синопено дека не смееме да бидеме изложени. Случајно го прашав ова бидејќи многу ретко ги читаме да, препораките. Упатствата ретко се чита. Да, апсолутно. Сите различно реагираме на промена на клима при поаѓање на одмор и многу често знаеме одреден симптом да го препишеме на промена на клима, едноставно ќе се прилагодиме. Кои се оние симптоми кои што не смееме да не ги видиме кај децата? Кај децата не смееме да не видиме неколку работи, јас ќе ги наведам како еден вид на показател да родителите бидат секогаш внимателни. Значи, плачливо дете. Дете кое што навистина почесто знае да користи вода и да употребува вода, и на тоа дете треба да внимаваме. Тоа е дете склоно кое што е дехидрира или ја губи водата. Нормално зависно од тоа што детето треба да биде и соодветно облечено.
Трета работа за деца кои што се со одредени заболувања. Таму треба да бидеме внимателни, бидејќи тие се многу поподложни овој период на да дојде до израз и како нивната болест, така и манифестацијата и сите оние проблеми кои што ги носи неговата болест. Четвртата работа е да бидеме внимателни, поготово во одредени состојби кај што детата се алергичари, односно атопичари и се фотосензитивни. Тие деца да се појават на сонце, веднаш покажуваат еден вид на раш, кој што може да се манифестира, може да биде и многу бурна реакција кај нив, па дојде до потреба до аплицирање на кортикостероиди покрај антихистаминиците, затоа зашто тие деца се најизложени на вакви проблеми. Во главном, детскиот организам е кревок. Секое дете е на специфичен начин, специфично за својата возраст и за она што може да го манифестира. Родителите си ги најдобро знаат децата, покрај првичниот момент кој што треба да биде консултација со нивниот педијатар во овој случај, или лекар, како и да е, дека треба за нивното дете навистина да им каже дали ние да си отидат на еден контролен преглед, кај што ќе ги проверат одредените параметри и за тоа дете да биде подготвено на некој начин за одмор. Знаеме дека ние сме брзаме да појдеме на одмор, сакаме да и така натаму, но децата пред се. Значи, децата ни се најголемото внимание на кое што треба да обрнеме и за кое што треба да се грижиме. Што друго ги полни амбулантите во овој период од годината? Имате полни раце работа? Апсолутно, јас ќе кажам дека покрај сите оние проблеми кои што се на некој начин навистина во овој период најзастапени, јас ќе кажам дека вирусните инфекции, поготово стомачните вирусни инфекции се најизразени. Сега ќе кажеме дека и покрај вирозата доста и бактериози, нели, по користењето на сладоледи, може би расипана храна која што на некој начин ќе се исконзумира, па и самите состојки во храната предизвикуваат појава на одредени бактериози. Ќе кажам дека треба да се внимава најчесто на стомачните инфекции. Во овој период температурите кај децата доста се манифестираат и доста се високи, може да се оди до 39,5, но родителите во секое време треба навистина да го посетат лекарот. Она што сакам да го кажам е користењето на пробиотиците, кое што е многу битно за овој период и дека пробиотиците навистина треба да се користат како за заштита од стомачните проблеми, така и за подигање на имунитетот. Се надевам дека изминативе 15 на минути им олесневме на родителите кои што се пред голем стрес, наречен подготовка за летен одмор, доктор. На секого може би да му е тоа стрес, но највеќе на децата стрес, иако тие уживаат нели во самиот одмор, ама ќе кажам секој пат да бидеме внимателни, да бдееме над нив и да ги заштитуваме. Тоа е се за децата. Благодарам многу за гостувањето во денешното издание на Македонија на утро.